Беса оди чекор понапред, не само да се субвенционираат приватни компании кои ќе вработат албанци, туку да се воведе целосна двојазичност во бизнисот. Билјал Касами, кој е дел од владината коалиција, вели ако тој би играл на картата на популизам и тој би инсистирал на субвенционирање на приватниот сектор, но смета дека ситуацијата е поинаква. Дел од дипломираните албанци не говорат македонски јазик, затоа приватните компании треба да спроведат двојазичност за да се создадат еднакви услови при вработувањето на сите граѓани. Министерот за економија Крешник Бектеши му порача на владиниот партнер и лидер на Беса Билјал Касами да ја прочита владината програма пред да дава било какви изјави. Политичарите да ги читат владините програми пред да дават коментари, посебно тие политичари кои ја добиле довербата за да владеат во 4-годишниот мандат. Ако не ја знаат, значи страната е 39, параграф 3 во владината програма, нека ја прочитат, пошто и за тоа програма и тие гласале. Предходно првиот вице-премиер Артан Груби наголемо се фалеше со оваа мерка како голем успех на ДУИ. Инаку според уставот службен јазик во Македонија е македонскиот и неговото кирилско писмо, а во општините во кои како мнозинство живеат припадниците на националностите во службена употреба се и јазикот и писмото на националностите под услови и на начин утврдени со закон.